И во оваа емисија предмет на нашиот разговор со представникот на Извршниот совет е едно важно прашање од нашиот развиток. Се работи за инвестиционата политика до 1970 година. Намерата на телевизијата е во вообичаениот интервју да се коментираат предвидувањата во инвестиционите зафати на средорочниот план и она што е практично спроведено досега. Во разговорот денеска учествуваат подпредседателот на Извршниот совет на Македонија доктор Асен Симичиев, Павле Мрмевски, уредник на дописничеството на Тањук од Скопје, Никола Петровски, уредник на Радио Скопје и јас. Но пред да минеме на вообичаеното интервју, председателот на Извршниот совет, Никола Минчев, ќе говори за еден од важните проблеми за кои во текот на изминатите 30 дена расправал Извршниот совет. За сегашните стопански движења едно прашање добива се поголемо значење. Тоа е проблемот за залихите. Дел од нашите стопански организации е соочен со дилемата. Или ќе го пласира своето производство, од кои има веќе доста на залихи, или ќе го намалува производството. Извршниот совет затоа посебно му посвети внимание на ово прашање, како за неговото значење, така и на мерките што треба да се преземат. Пред се, треба да се нагласи дека порастот на залихите представува битна потреба на нашето стопанство. Тоа не е неочекувана и во целина гледано не е негативна појава. Напротив, таа е предуслов за стабилност на пазарот. Стопанската реформа постави како една од своите цели создавање на материјални резерви. Сушност, залихите представуваат дел од тие материјални резерви што се формираат во производството и во прометот. Затоа порастот на залихите како тенденција е пожелен и тој беше планиран. Но се поставуваат прашањата. Прво, каков обем на залихи е неопходен за обезбедување стабилноста на пазарот, посебно каква е структурата на залихите во поглед на квалитет, на асортиман и цени на чинењето. И второ, каков обем на средства треба да биде постојано затворени во сите видови материјали за нормално одвивање процесот на производството и прометот, или со други зборови, со каква брзина треба да се врши обратот на општествениот капитал. Проблемот за залихите искрснува оттамо што одговорот на двете овие прашања гласи дека тие се над нормалните потреби. Имено залихите во производството и во прометот се над оние што се нужни за обезбедување стабилноста на пазарот. Еден дел од средствата што отишле на зголемување на залихите представуваат некорисно затворање на општествениот капитал. Меѓутоа, уште потешки се последиците што произлегуваат од фактот што дел од готовите производи кои се наоѓаат на залихи во некои стопански организации не одговарат на потребите на домашниот и странските пазари. Било во поглед на асортиман и квалитет, а што е најчесто случај, во поглед на цени. За илустрација на тоа какви значајни општествени средства се наоѓаат во залихи и каков е нивниот пораст, а со тоа и какви материјални ефекти се во прашање, би навел неколку податоци. Вкупните залихи во стопанството во Социјалистичка република Македонија само за една година пораснале од 251 милијарда на 344 милијарди стари динари во 1966 година, што значи порастот изнесува цели 93 милијарди. А за споредба, да напомнеме дека вкупните фондови во стопанството на Републиката во минатата година изнесуваа околу 58 милијарди стари динари. Не впуштајќи се овој пат
vo podetaljna analiza za ova problematika se postavila prašanje. Kada je izlezot? Smetam дека тој треба да се бара во следните насоки. Прво, во условите што ги создаде реформата, работните организации треба да имаат далеку поголем усет за потребите на пазарот отколку во поранешниот период. Имено помина времето кога пазарот прифаќаше се или скоро се, бидејќи куповната сила на домашниот пазар е лимитирана, поголемиот пласман на производство може да се реализира само преку поголем извоз. Не треба затоа посебно да се укажува какво големо значење ќе има извозот за обезбедување на динамично производство. Со еден збор, стопанските организации ќе морат постојано да се борат за пазари, а таа борба не може да се води со старо и надминато оружје. Секој кој сака да се одржи на пазарот, ќе мора далеку поголема студиозност да вложи напори за вистински научен пристап, да го изучува пазарот и брзо и ефикасно да се прилагодува кон неговите барања. Нужно е затоа да се изградуваат високо квалификовани и способни комерцијални служби со широки, а не еснавски гледања. На пазарот се помалку може да се одржат ситни производители. Тоа неминовно упатува на забрзување процесот на интеграцијата, ако не во сите домени, тогаш барем во областа на пласманот. Второ, неопходно е решителна пресвртница кон порационално користење на обратните средства. Поефикасно користење на општествените средства е битен услов за намалување цената на чинењето и на тој начин создавање услови за поголема конкурентна способност. Големите залихи на суровини само го поскапуваат производството. Затоа е неопходно да се откријат, да се наоѓат нови форми за снабдување преку кои стопанските организации ќе можат поевтино и побрзо да се снабдуваат. Трето, сегашната положба која се карактеризира со тоа што некои стопански организации имаат прекомерни залихи на готови производи, може да биде решена единствено со напори за побрзо ослободување од нив. Тоа не може да се обезбеди доколку не се оди со пониски цени и со подобри, поповолни услови за пласман на производите. Колку побрзо стопанските организации се одлучат на овај чекор, се разбира во склад со своите калкулации, толку повеќе ќе ги запазат своите долгорочни интереси. Четврто, деловните банки овој процес треба да го забрзаат. Тие тоа може да го сторат ако се однесуваат селективно во кредитната политика, подржувајќи ги оние прогресивни производители кои за своите производи наоѓат пласман, додека на оние производители кои недоволно брзо реагираат на потребите на пазарот, да им ја откажуваат својата поддршка. И на крајот, иако прашањето за залихи изгледа на прв поглед како едно од многуте прашања со кои нашето стопанство е соочено во овај период, сепак тоа представува она алка од синџирот за која треба да се фатиме ако сакаме да обезбедиме прогресивни движења во нашето стопанство. Ако се земе дека за нашето подрачје, за нашата република, динамична стопа на производство е насушна потреба, затоа што таа значи поинтензивно користење на живиот труд, повисока продуктивност на трудот и на таа основа поголеми лични доходи, потем поинтензивно ново запослување, тогаш на прашањето за залихи, што е услов за такво динамично производство, треба да му посветиме најголемо внимание.